часот и 30 минути за прв пат оваа година ви посакувам добре дојде во новиот квадрат. Ќе искористам приликата во овој убав период од годината да ви ги честитам празниците кои поминаа и кои ни доаѓаат со најубави желби за многу здравје, многу среќа и многу радост во вашите домови. А за тоа како да ги направите поубави, ќе ви помогнеме секако ние. Еве што ќе гледате. Во новиот квадрат зборуваме на тема Бродски под за отворени спални соби и ви откриваме зошто сакаме убави ентериери. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Во новата година со нови предизвици. Па ако крупните реновирања ви се некои од плановите за оваа година, можеби Бродскиот под ќе биде вашиот избор. А зошто би бил? Ви одговараме во продолжение. Предмети направени од дрво се насекаде околу нас. Би било полесно да се наведе она што не може да се направи од дрво, отколку што е можно и што се прави и се произведува. Обкружени сме со дрво во сите сорти и форми. Зошто е тоа така? Бидејќи дрвото е едноставно незаменливо, и тоа од сите аспекти на човековата активност и имагинација. Предметите направени од дрво го имаат тој посебен шарм, топлината што ја зрачат и на тој начин придонесуваат просторот во кој се наоѓаат да добие поинтимен тон. Ова тврдење особено се однесува на посебен дрвен производ – Бродски под. Сите добро знаеме колку е важно да се чувствуваме удобно во нашиот дом, местото кое го нарекуваме така. Тоа е место каде што се одмараме, ги поминуваме непријатните и најинтимните моменти во текот на денот. Уживаме и се релаксираме. Неопходно е внатрешноста на нашиот дом да го следи и поддржува нашиот вкус, расположение со своите карактеристики, квалитети и дизајн. Подовите во нашиот дом се многу важни и играат една од главните улоги кога е во прашање ентериерот, но и нивното одржување, а со тоа и целокупната хигиена на просторот во кој живееме. Бродските подови се вид на подови дизајнирани специјално за морската средина. Може да се пофали со одлични водоотпорни својства, издржливост и отпорност на лизгање, што го прави идеален избор за внатрешни и надворешни подови на бродот. Најчесто се користи на палуби на бродови, кабини, галии, платформи за пливање и други површини за дополнителна заштита и удобност. Подовите на чамците треба да бидат добро заштитени од ефектите на инсектите, габите и бактериите. Дрвото е биолошки материјал и подложен на овие влијанија повеќе од другите материјали, што се користат во производство на подни облоги. Нашите стручни соработници од компанија Демко располагаат со неколку видови на дрво, веќе обработени и подготвени за монтажа. Најчести видови на дрво кои се користат за подови на чамци, селски подови или цврсти подови, како што ги нарекуваме и ние, со јасенот, оревот и дабот. Доколку овој избор не ве задоволува, можете да пребарувате и да пронајдете некои други видови дрво, кои се увезени од други делови на светот и имаат карактеристични бои и дизајни, кои можеби полесно ќе ги вклопите во вашиот ентериер, во согласно со стилот што го преферирате. Најчести димензии се со дебелина од 15 до 20 мм, должина од 500 до 2000 мм и широчина од 90 до 200 мм. Најбаран е дабот, масивен, со примеси на класичното, релативно темен и погоден како основа за сите стилови, од антички, класичен па се до модерен. Тој е многу издржлив и долготраен. Неопходно е да се знае дека бродските подови се направени во неколку категории или класи и дека се разликуваат од еден до друг производител. Сепак тие имаат нешто заедничко. Најдобрата класа на морски подови се однесува на оние чија структура е тешко забележлива и кои нема траги од промена на боја. Послабата класа на подот, колку е присутна по природната текстура на дрвото, бојата е поизразена и дрвените јазли се почести и видливи. Треба да се знае дека дури и овие класи не се знак за квалитет, а често присуство на природна структура на дрво и јазли е она што им дава шарм на овие атрактивни рустикални подови. За да бидеме целосно задоволни од нашиот бродски под и сите ефекти што сакаме да ги постигнеме со него, важно е тој да биде правилно и квалитетно инсталиран.
Подлогата на која е поставена мора да биде совршено подготвена за поставување на овој под. Многу квалитетни и задоволни во секој поглед, особено во естетскиот, бродските подови сепак се доста напорни кога станува збор за нивното чистење и одржување. Треба да знаете од што е направен последниот слој на подот. Дали е полиуретан, маслена облога или некој вид восок, бидејќи е важно кое средство најдобро ќе го исчисти и засити вашиот под. Постојат многу видови на готови специјални средства за чистење, но некои можете да ги направите и дома. Во сад со вода додадете порција благ или неутрален pH сапун во сооднос 1:4. Измите го подот со мека крпа, џогер или слично и помиењето задолжително да се исуши, по можност со крпа од микрофибер. Друг добро познат рецепт е во шише да промешате оцет, малку течно за миење садови и најголем дел вода, по можност да биде млака. Постапката е иста и не смеете да заборавите да го исушите со микрофибер крпа по чистењето. Ако сте решили да ги замените старите или дотраени подни облоги со нови, ако што току сте завршиле со изградба на куќа или стан и конечно дојде редот на подот, поставувањето на бродски под е еден од најдобрите решенија што можете да ги најдете. Дизајнирањето на просторот во кој живеете и поминувањето од драгоцено време во сопствен уникатен амбиент, надополнет со квалитетен дрвен бродски под, сигурно ќе ви го даде токму она што ви е потребно. А секое обновување и секое уредување на домот има една цел – да го направиме нашиот интериер убав. Сигурно сте се прашале зошто толку уживаме во убави интериери. Одговорот го имаме ние во прилогот кој следува токму сега. Дали некогаш сте помислиле зошто толку многу се грижиме за малите детали во нашиот дом? Зошто ни е тешко кога нијансата на новиот зид не е иста како на палетата? Зошто се нервираме кога вратите на висечките елементи не се во иста рамнина или кога огледалото во бањата е малку искривено? Одговорите се во нас самите, но и во внатрешните правила. Луѓето сакаат убави интериери од повеќе длабоки, психолошки и практични причини. Добро дизајнираниот простор влијае на нашето расположение, менталната состојба и секојдневното функционирање. Главните причини вклучуваат подобрување на расположението и менталното здравје. Боите, текстурите и природната светлина можат веднаш да го подигнат духот и да направат секојдневниот живот да се чувствува попријатен. Истражувањата покажуваат дека пациентите во поубави болнички соби пријавиле подобро расположение и им требало помалку лекови. Намалување на стресот, балансираниот распоред, паметно складирање и смирувачки завршни работи помагаат во намалување на визуелниот и менталниот неред, што може да биде извор на анксиозност и преоптовареност. Подобрена функционалност, кога мебелот и протокот на движење одговараат на вашиот животен стил. Задачите стануваат полесни, а вашиот дом работи со вас, а не против вас. Ова создава чувство на контрола и ефикасност, изразување на идентитет. Добро дизајнираниот простор ја раскажува вашата приказна, правејќи го вашиот дом навистина ваш, а не копија од изложбен салон. Ова персонализирање создава длабока емоционална врска со просторот, а се поврзувате и со природата. Вклучувањето на природни елементи како растенија, дрво и природна светлина во внатрешноста може да го намали стресот, да ја подобри концентрацијата и да промовира здравје. Вродена е човековата тенденција кон убавина. Луѓето имаат вродена природна тенденција кон убавина и естетски пријатна средина, која може да еволуира од потребата да се биде во синхронизација со природниот свет. Накратко, убавите интериери не се само луксус, туку суштински дел од создавањето на средина што негува, инспирира и го подобрува квалитетот на нашиот живот. Убавите нешта создаваат убави чувства. Иако на прв поглед изгледа површно, луѓето се навистина срекни кога ќе видат убави нешта. Погледнете околу себе и запрашајте се дали навистина би ставиле нешто во вашиот дом што не ви се допаѓа. Се додека наоѓаме убави нешта во животот, чувствуваме и одреден вид на задоволство. Обкружени сме со лошо и грдо секојдневие и не сакаме да го носиме тоа во нашиот дом. На крајот на краиштата домот значи безбедност. Всушност познато значи безбедност, а домот е она што најмногу ни е познато. Често пати се чувствуваме несигурни кога сме во нов град, па дури кога ќе влеземе во нашиот дом. Но штом ќе го поминеме прагот, тоа непријатно чувство исчезнува.
Нашиот мозок е дизајниран да биде во состојба на готовност додека не утврди дека се е познато и дека ништо во близина не е закана. Затоа на нашата околина и даваме печат, потврда дека е наша и дека е безбедна. Секако, ниту една фотелја не е сама по себе опасна, но нашата фотелја нуди посебно чувство на ментална удобност и сигурност и затоа ни е важно да изгледа токму онака како што решивме. Луѓето се полесни и поверојатно емотивно реагираат во просторот со жолти зидови, додека сините зидови, по зависност од сенката, може да придонесат за чувство на мир и чувство на меланхолија и безнадежност. Посветлите бои прават просторот да изгледа поголем, со ризик просторијата да изгледа празна. Потемните бои може да направат просторот да се чувствува тесен, но и да ги поттикне луѓето да разговараат поради чувството на блискост во навидум мал простор. Пред да донесете конечна одлука за боите, вреди да истражите каков ефект ќе има тоа врз вас, бидејќи таа прекрасна нијанса на длабока виолетова игра некаква улога во вашата дневна соба, дури и ако вие за тоа не знаете. Без разлика дали е тоа направено од дизајнер на интериер или од вас самите, просторот што се уредува мора да биде функционален. Сепак, ништо од ова не е создадено посебно и случајно. Агол што работи како работен простор во дневната соба е добра работа се додека работат заедно со остатокот од просторијата, како дел од една поголема целина. Од материјали за мебел, до боја и дизајн, до тоа дали е можно слободно да се движите во просторијата и да бидете продуктивни. Не треба да се прескокнува ниту еден детал. Внатрешниот дизајн ни овозможува да ги разгледаме сите овие аспекти во исто време и да најдеме оптимално решение за местото каде што ќе потрошиме најмногу простор. Ова се само 3 работи што треба да се имаат на ум при опремување на нов или реновирање на стар стамбен или деловен простор. Затоа следниот пат, кога некој ќе ви каже "А, не е важно тоа", ќе знаете дека сепак е така. Тоа е многу важно. А една од просториите која е наменета за уживање и која треба да биде уредена токму така е спалната соба. Дали сте размислиле за еден модерен концепт на отворена спална соба, каде што додека седите во вашиот дневен престој ќе го гледате креветот од спалната соба? Може би ви изгледа пренапорно за одржување, но може да биде одлична идеја. Гледаме во продолжение. Спалната соба е вашето интимно место, аголот каде завршувате и започнувате нов ден. Затоа е многу важно во него да се чувствувате удобно и опуштено, да можете добро да спиете и да се одморите. Најважна улога во тоа има мебелот за спална соба, кој треба да биде квалитетен и да го поддржува вашето тело на вистински начин. Доколку моментално сте во процес на дизајнирање спална соба или нејзино реновирање и освежување, тогаш сте на вистинско место. Ќе ви дадеме многу совети за тоа како би можела да изгледа вашата нова спална соба. Можете да ги искористите идеите што ќе ги добиете овде, за да ги декорирате и другите простории во домот, но нашиот фокус денес е спалната соба. Идеите за уредување на оваа соба се донекаде универзални, а донекаде и специфични со оглед на незината главна цел. Заборавете на старите приказни дека спалната соба е скриено светилиште за затворени врати. Новиот хит во дизајнот на интериер со спални соби е отворен концепт кој дишат заедно со дневната соба. Пуштаат светлина, го прошируваат просторот и му даваат на станот флуидност, што изгледа неверојатно модерно. Не е резервиран само за мали квадратури. Овој стил го обожаваат сите кои сакаат чувство на слобода, пространност и отворена рамка без зидови. Тој е интериер кој вреска, немам што да кријам и уживам во просторот и тој во мене. Најголемиот шарм на овој концепт е светлината. Нема темни агли, нема чувство на задушување на просторијата без прозорци. Просторот се отвара, воздухот циркулира и енергијата тече слободно. Наместо зид може да поставите стаклена површина или светла завеса која само суптилно ги дели зоните, а не го блокира денот. Освен што станот изгледа поголем, а расположението се зголемува, затоа што светлината прави чуда. Секако има мала цена. Креветот мора да биде убаво наместен, бидејќи секогаш се гледа. Но она што го добивате за возврат е атмосфера која инспирира, ги полни батериите и го прави секое утринско кафе подобро. Отворениот концепт не значи не смееме ништо да одвојуваме. Напротив,
Границите може да се нацртаат меко и флексибилно. Завеси, романтични, ефтини, совршени за помал простор. Панели направени од дрво или метал даваат карактер, го прават просторот повпечатлив. Стакло, крал на минимализмот. Ја штити приватноста и светлината и се уште се тече како река. Со малку имагинација секој простор може да се одвои без да се затвори. Токму тоа е шармот. Ако креветот е во иста единица со дневната соба, важно е да не изгледа како случајно да залутал. Наместо тоа треба да биде мини универзум кој функционира во естетска хармонија. Повторување на истите тонови и материјали од дневната соба. Мек тепих под креветот за топлина. Осветлување што создава интимна вечерна атмосфера. Слика, огледало или зидна светилка, што визуелно ја заокружува зоната. Скандинавскиот стил е едноставен, но топол, бидејќи во него доминираат бели, сиви, беж и пастелни тонови, со акцент на природниот изглед. За ваков тип на спални соби совршено се вклопува во секоја смисла на зборот. Ако ова е ваш избор, погледнете ги креветите кои се направени од памук, лен, волна или барем личат на овие материјали. Вашата спална соба ќе изгледа и ќе биде многу поудобна, особено ако декорацијата ја сведете на неколку внимателно одбрани и координирани детали. Ако има висина во просторот, дури и малото решение за мезанин може да донесе извонреден ефект. Целта е просторот во спалната соба да се гледа, но да изгледа убаво додека го гледате. Тоа е интериер за луѓе кои сакаат пространност, светлина и чувство на слобода во својот дом. Не се вклопува во сечи животен ритам, особено ако има деца, бучава или потреба од изолација. Но за секој кој сака отворени планови, овој стил го прави домот полесен, помодерен и визуелно поголем. Затоа што кога зидовите паѓаат, не се минува само просторот, се минува и начинот на живот во него. Уредувањето на спалната соба се сведува на паметен избор на стил, функционален мебел и внимателно одбрани детали. Скандинавскиот стил носи топлина и минимализам, модерни чисти линии и практичност, додека класичниот стил носи елеганција и безвременски допир во спалната соба. Додатоци како постелнина, теписи, осветлување и столчиња се клучни за создавање атмосфера, што ќе го одразува вашиот вкус и ќе го направи просторот пријатен за одмор. Секогаш кога сакаме да купиме нова куќа или стан, бараме инспирација и се предводиме од светските трендови. А секако главни виновници за тоа се светски познатите ѕвезди и нивните раскошни домови, уредени во најразлични светски стилови. Незалудно е кажано дека Холивуд блеска од раскош и убавина кога станува збор за куќите. Овој пат ние, како доза инспирација, за вас ја земавме раскошната куќа на познатата актерка Кристен Данст. Незината огромна вила е уредена во целосен рустичен стил и навистина плени со целата таа топлина и луксус. Во Лос Анџелес, а особено во Сан Фернандо, Кристен Данст, позната по своето присуство во областа на актерството, го најде своето лично прибежиште, која живееше таму во последните неколку години. Откако значително го доживеала гламурот на публицитетот, таа сакала да најде средина во која мирот ќе има доминантна улога и конечно успеала во тоа. Можеби живее во Лос Анџелес, но на овие простори се изгледа помирно, поради што, без многу размислување, решила да ја купи оваа куќа. Тоа е многу импресивна вила која доминира во мирна населба и е претворена во извонредна семејна средина. Всушност, дел од декорацијата на оваа вила се и парчиња чиј поранешен сопственик била Џеки Кенеди. Предметната врата е купена од Њу Јорк и била сопственост на најпознатата прва дама на светот. Заедно со дизајнерката на интериери незината многу добра пријателка Џејн Халворд, таа ја дизајнираше идеалната средина за себе и незиното семејство. Она што таа ги замолила експертите е да направат и создадат амбиент кој зрачи топлина, комбинирајќи земјени тонови во најпопуларните опции за бои. Врз основа на бели ѕидови и огромни прозорци кои служат за пропуштање светлина, избран е модерен дрвен мебел, кој, иако е нов, на целата куќа и дава винтидж шик карактер. Во внатрешноста доминираат дрвени површини, платнени ткаенини на софите и креветите, камени ѕидови и импозантни уметнички дела.
Наблюдувајќи го интериерот, откривме дека топла и пријатна атмосфера зрачи во секој агол и им дава мир на собствениците секогаш кога ќе ја посетат вилата за време на викендите. Сите соби се карактеризираат со непретенциозен луксус од минатите децении, кој денес е исклучително избалансиран. Печатливи се прекрасните украси, преголемите уметнички дела над зидовите, сложените елементи кои ја красат секоја површина и комбинацијата на бои и текстури на софите и креветите. Заедно со сите други елементи, антиквитетите заземаат многу места во куќата и даваат многу посебен антички карактер кој поплавува во секоја ќоше. Садови од другата ера, вели таа и припаѓаат на незината баба. Впечатливи, суперудобни фотели, кожни елементи кои даваат модерен шмек, растенија за дополнителни бои, модерни албуми и рачно изработени теписи. Се што може да се види во собите и да стане врвен извор на инспирација за љубителите на внатрешен дизајн. Па доколку и вие посакувате еден ваков дом од соништата, тогаш сигурни сме дека оваа куќа на познатата актерка беше доволна инспирација за да започнете да се подготвувате за новиот луксузен дом. Се надевам дека ви се допадна оваа идеја, како и претходните кои ги слушнавте во нашево денешно дружење. Ви благодарам што бевте денес со нас во ова прво издание за 2026 година. Се гледаме наредната недела. До тогаш имајте убав остаток од денот. Пријатно!